Го следите дневникот на К1 телевизија. Добра вечер. И во овој дневник ви ги пренесуваме најновите настани и случувања од Вардарскот и Квишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно денеска, ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. Македонија го чествува својот заштитник Свети Климент Охридски. Доделени наградите Свети Климент Охридски. Каква стечајна судбина ќе има Фени Индустри? Брз рестарт или долг стечај? Засега енигма. Пазарџиите бараат што поскоро да се изгради затворен пазар во Велес. Македонија денеска го чествува својот заштитник Свети Климент Охридски и 50 години од возобновувањето на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. По тој повод се одржа свечена академија на која свое обраќање има поглаварот на МПЦ господин Стефан и премиерот на Република Македонија Зоран Заев. Македонија чествува 50 години од возобновувањето на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. На академијата, која е дел од настаните со кои државата го чествува празникот Свети Климент Охридски, поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан рече дека на великиот Климент воопшто не му пречело да го воспрема светот како објект на божествена љубов, да го сее Христовото слово и со сето свое пастирско и свештено-таинско делување да зрачи со радост од средбата со живиот Бог. Пред секого и насекаде сме го истакнувале и бранеле автокефалниот статус и името Македонска православна црква Охридска архиепископија. За тие вистини не отстапуваме и нема да отстапиме никогаш и пред никого. Аманетите од предците и на сите кои живееја за црковната и националната вистина никој и никогаш не смее да ги погази. Затоа не прифаќаме и не треба да прифатиме и за црквата, и за татковината нешто со кое ќе изгубиме од тоа што сме и сме биле. Македонија е секуларна држава, но верските заедници, нивните закрилници, како што за православниот свет е црквата, сте и духовно и културно наследство и како такви треба да ги негуваме, рече премиерот Зоран Заев. Духовноста, просветлението, просветителството се дадени на секој од нас, а со нивното практикување стануваме подобри луѓе, во подобар свет, солидарен свет, образуван свет. Така градиме сегашност и иднина за секој човек, за секој граѓанин, за секој од нас. Предизвици имало и ки има, како што успеал Свети Климент во мисијата на неговото време. Повикани сме да се обидеме и да успееме и ние. Со Свети Климент се поврзани почетоците на писменоста македонска и затоа по него денес се именувани училишта, факултети и универзитети. Професорот и писател Венко Андоновски и историчарот Најмали ми се добитници на државната награда Свети Климент Охридски за 2017 година во областа на воспитанието и образованието. Во областа пак на културата и уметноста наградата замина во рацете на музичкиот уметник Гарабет Таветјан, писателот Јордан Плевнеш и на филмологот Илинденка Петрушева. Одлуката е донесена од страна на Организацијскиот одбор за државната награда Свети Климент Охридски под
под председателство на академика Владо Камбовски. Свети Климент Охридски е највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија. Наградите беа врачени во Собранието на Република Македонија. По повод празникот Свети Климент Охридски и председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан и до сите православни верници. Платежните агенции на Република Македонија и Република Хрватска подпишаа меморандум за соработка при официјалната посета на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од страна на министерот Љупчо Николовски. Двајцата министри на билатералната средба разговараа и за можностите за приватни инвестиции, како и за олеснување и унапредување на трговската размена со земјоделско-прехранбени производи помеѓу двете земји. Платежните агенции на Република Македонија и Република Хрватска подпишаа меморандум за соработка при официјалната посета на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Овој меморандум е важен за Македонија, бидејќи на овој начин двете страни се обврзуваат да соработуваат на техничко и експертско ниво, преку размена на искуства во делот на моделот на искористување на финансиските средства од Европската ИПАРТ програма, моделот на директната финансиска поддршка, како и организацијскиот модел на искористување на европските фондови во делот на земјоделството, руралниот развој и рибарството. Хрватска како земја важи за позитивен пример за ефикасно искористување на европските фондови. Во рамки на посетата на Хрватска, министерот Николовски имаше средба со министерот за земјоделство на Република Хрватска Томислав Толушиќ, на која што од хрватска страна беше понудена експертска помош во однос на зголемување на функционалноста на Македонската платежна агенција, нејзино кадровско екипирање, како и за моделот на ефикасна директна поддршка и искористување на парите од Европската ИПАРТ програма. Двајцата министри на билатералната средба разговараа и за можностите за приватни инвестиции, како и за олеснување и унапредување на трговската размена со земјоделско-прехранбени производи помеѓу двете земји. Каква стечајна судбина ќе има кавадаричкиот гигант Фени Индустри? Брз рестарт или долг стечај за сега останува енигма. Дијана Иванова има повеќе информации на оваа тема. Брзото рестартирање на Фени Индустри во стечај е од огромно значење за домашната економија. Бенефити од работата подеднакво ќе имаат и локалната и централната власт. За сега најавите се дека стечајната постапка можно е да заврши брзо. Заинтересираните компании за купување јавно го немаат објавено планот за рестартирање. Она што неофицијално се говори помеѓу вработените е најавата дека швајцарскиот фонд е подготвен да инвестира 30 милиони евра и да ги превземе сите долгови кон доверителите. Представници на овој фонд биле во комбинатот, велат вработените. Ја скенирале моменталната состојба и според првичните проценки, доколку доверителите ја прифатат нивната понуда, за помалку од 2 месеци од подпишување на договорот за преземање на комбинатот, тој може да почне со производство. Велешкиот пазар останува непроменет и оваа зима пазарџиите своите производи ќе ги продаваат на отворено. Пред камерата на К1 телевизија тие велат дека потребата од затворен пазар е од исклучително значење и за нив како пазарџи, но и за купувачите. Валентина Михаловска. Велешките пазарџи сметаат дека проектот Затворен пазар на градскиот пазар што поскоро треба да се реализира. Со изградбата на истиот ќе се подобрат условите за работа како за самите продавачи, така и за купувачите, велат тие, и додаваат дека тоа ќе биде добро и за самите производи кои ги продаваат. Ако е затворен, ќе биде добро тоа за сите. И за робата ќе ни стои тука, може ќе има и чувари, не мора робата да е
носиме дома, ќе се останува тука, ќе се плаќаме чувари, како што и у Скопје по пазарите, Тафталиџе, други пазари и така. Тоа ќе биде добро. Ако е затворено и за нас е поубаво и за народот. Нема да врне, позаштитено ќе биде за се. Еве сега веќе иде зима, па е многу ладно. Дали тоа ви пречи чисто на здравието? Па како не пречи? Нормално да пречи. Сета вода стои под нозите. Не сме заштитени. Сакаме да биде малку позаштитено за сите, да биде поубаво, не само за некој. Пазар ако се покрие, ќе биде уже по-питание, по-чисто ќе биде. Нема ни надр, не врне ни народот. Која врне, се нормално ладно е која врне. И таа е ладна, ма која ќе биде покриен, по-друго ќе биде, нема да биде вака ладна како што сега. За проектот Затворен градски пазар од страна на општинската администрација беше комплетирана целокупната документација како идејно решение, основен проект, одобрението за градба и слично, а беше избрана и компанијата која требаше да ја заврши првата фаза пред промената на власта на локално ниво, постапувањето на функцијата. Градоначалникот Аце Коцевски го раскина договорот со фирмата и овој проект го стави во мирување, иако проект Затворен градски пазар во неговата предизборна програма постои. Изложба на карикатури отворена во музеј галеријата во Кавадарци. 60 карикатури дел од изложбата на авторот Миро Георгиевски. За Георгиевски, карикатурите се вечити оптимист. Тие ги представуваат реалните состојби на својствен посебен начин. Миро Георгиевски е еден од најуспешните домашни карикатуристи, кој има освоено многу домашни и странски награди. Миросани од Миро, вака е насловена изложбата на карикатури која вчера вечер беше отворена во Кавадаречката музеј галерија. 60 карикатури на Миро Георгиевски се дел од најновиот творечки циклус од човекот кој по професија е машински инженер, а хобито по карикатурата го однел и на столчето уредник за карикатура за списанието Остен. Карикатуристите се вечни оптимисти, тие реалните состојби ги представуваат на само ним својствен начин, вели Георгиевски, напоменувајќи дека недоволен е интересот за овој вид на уметност во Македонија. А карикатурата како малку и страшна уметност за оние за кои што владеат, а и треба и да платат за неа, не им се допаѓа и така да не кажам со неа завршено во сега за сега, да се надеваме на подобри денови, па ги нема печатените и оние што ги има не се заинтересирани за ваква критика, како што ние карикатуристите ја правиме. Таа не е голо плукање, него мора да се седне, да се размисли што сакал писателот или карикатуристот да каже. Георгиевски е еден од најуспешните домашни карикатуристи. Има освоено многу домашни и странски награди. Покровител на оваа изложба е градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и советот на општина Кавадарци. По зеленото светло од Комисијата за финансирање и буџет, утре државната каса треба да ја одобрат и членовите на Законодавно-правната комисија. Потоа документот ќе се даде на разгледување во владата. Тие ќе треба да ги додадат прифатените амандмани на ВМРО-ДПМН и на БЕСА. Ова денеска го потврдија и од владеачката СДСМ. Ова значи дека пленарната седница во парламентот би била свикана најрано кон средината на наредната недела. Инаку расправата во комисиското тело за буџет започна со опозицијската ВМРО-ДПМН, но продолжи без присуство на пратениците на оваа партија. Тие поради притворот на нивните сопартици не доаѓаат во парламентот. Власта ги разгледа предложените над 200 амандмани, од нив прифати само 6. ВМРО побара и власта прифати да се планираат пари од државната каса за субвенционирање на печките на пелети, мерка која ќе важи за сите граѓани, а не само за жителите на Скопје. Вести од Македонија. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Димитров учествуваше на 24-тиот Министерски совет на ОПСЕ, кој се одржува на 7 и 8 декември во Виена, Австрија, информира Министерството за надворешни работи. На Министерскиот совет се дискутирало за активностите на ОПСЕ, актуелните предизвици со кои се соочува ОПСЕ регионот, како и за модалитетите за поефикасно справување со овие предизвици.
Како држави учеснички на ОПСЕ имаме одговорност да направиме повеќе напори со цел да го направиме ОПСЕ поефикасно при справување со предизвиците. Истовремено треба да соработуваме и да ја имаме пред нас во вид повисоката цел, но пред се, како што и Македонија научи на потешкиот начин, преку собствената неодамнешна политичка криза, не смее да има поинаква алтернатива на нашите заеднички вредности, заштита на човековите права, основните слободи и демократски норми, економска слобода и одговорност, вредности кои се од бенефит и за македонската демократија, како и за патот кон кој сме цврсто посветени, европска и евроатлантска интеграција, истакнал меѓу другото Димитров. На маргините на состанокот Димитров остварил повеќе билатерални средби и куси ведувања со представници на ОПСЕ, како и со своји колеги и останати шефови на делегации. Светска банка во рамки на стратегијата за партнерство со Македонија за период 2015-2018 година во наредниот период планира да обезбеди околу 135 милиони долари во нови кредити, кои ќе бидат насочени кон управувањето со јавните финансии и реформи во социјалните услуги, како и инвестиции во областа на енергетската ефикасност. Вкупното финансирање на Светска банка за стратегијата ќе изнесува околу 360 милиони долари. Новата партнерска рамка за периодот 2019-2022, според најавите, ќе биде дискутирана и договорена со владата во втората половина на идната година. Тековната стратегија е фокусирана на две широки теми – раст и конкурентност и вештини и инклузија, со агенда за пристап кон Европската Унија. Косовските граѓани и понатаму во голем број се откажуваат од државјанството на Косово со цел да добијат пасоши на некоја западноевропска земја. Според Косовското Министерство за внатрешни работи, за нецели 3 години од косовското државјанство се откажале 16.410 лица. Во 2015 година од косовското државјанство се откажале 5.540 лица, лани 5.871 лица, додека годинава во периодот јануари-октомври 4.999 лица, потврдуваат извори од Министерството. Најголем број од нив станале државјани на Германија, Австрија и Норвешка. Статистиката на Министерството потврдува дека во периодот од 2009 година па заклучно со октомври годинава од косовско државјанство се откажале 42.822 лица. Продолжуваме со вести од светот. По првиот дел од преговорите за повлекување на Велика Британија од Европската Унија постигнат напредок, соопшти Европската комисија која на советот му препорачува да го усвои заклучокот. Дали препораката ќе биде земена во предвид, државите и владините раководства ќе одлучуваат наредната недела. Од Европската комисија информираат дека ставот за напредокот го темелат на извештајот во кој што е стоело дека постои напредок по прашањата за правата на граѓаните, финансиските обврски на Лондон, а истиот е поддржан и од британската премиерка Тереза Меј и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Постигнатиот договор е праведен, сметал председателот на Европската комисија Јункер, но додава дека истиот треба да биде одобрен и од државите членки на Унијата. Доколку тоа се случи, Јункер посочува дека комисијата е подготвена веднаш да ги почне преговорите во вториот дел. Се намалува опасноста во Калифорнија. Дел од евакуираните 200.000 жители може да се вратат во своите домови. Медиумите пренесуваат дека опасноста од огнената стихија се очекува да трае до крајот на оваа недела. Пожарникарите се уште се справуваат со огнената стихија на 4 локации во оваа американска сојузна држава. Гори подрачјето од Лос Анџелес до брегот на Пацификот се до областа Санта Барбара. Првичните информации се дека пожарени се огромни површини, а огнот проготол и 150 куќи. За прв пат издадена била и наредба за евакуација во областа Санта Барбара, а огнот е причина за честите забрани на сообраќајот по автопатот помеѓу Санта Барбара и Вентура. Метеоролошката служба соопштува дека се очекува силен ветер, што ќе биде дополнителна тешкотија за пожарникарите, кои се обидуваат состојбата да ја држат под контрола.
Турската телевизија НТВ објави дека власта издала наредба за апсење на 56 осомничени членови на фетулахистичката терористичка организација. По наредба на Истанбулското главно обвинителство, акцијата се спроведува во 18 области, тоа во Адана, Анкара, Ајдин, Бонгол, Хајат и Измир. Турските власти осумничените ги теретат дека ја користеле мобилната апликација Бајлок за подготовка и спроведување на минатогодишниот обид за државен удар. Дневникот го завршуваме со метеоинформациите. Денеска имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Од утре попладне метеоролозите најавуваат врнежи од дожд кои на повисоките места ќе поминуваат во снег. Од УФМР соопштуваат дека врнежите утре ќе бидат повеќе застапени во западните делови на земјата, а кон крајот на денот и ноќта кон недела ќе се прошират во поголемиот дел од земјава. На повисоките места и на планините ќе поминуваат во снег. Пообилни врнежи ќе има во западните делови каде се очекува да наврнат на 25 литри на метар квадратен. Ќе дува засилен јужен ветар. В недела предпладне во западните и северозападните делови ќе има повремени врнежи од снег, а границата на снежните врнежи се очекува да се спушти и до 500 метри надморска височина. Снежната покривка на планините ќе се зголеми, а помала снежна покривка може да се формира и на некои повисоки места. Во почетокот на наредната седмица ќе преовладува променливо облачно и релативно топло време со умерен јужен ветар. Ова е се за дневникот на К1. Јас ви благодарам што вечера бевте заедно со нас. Пријатно.